Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, да соопштам дека имавме конструктивен работен состанок, на кој што представниците од извршната власт можевме да ги слушнеме аргументациите по предлог законот од Алијанса и Алтернатива, представени секако од нивните пратеници. За еден дел од работите веднаш изнајдовме решение и знаеме како ќе се решат работите, но за позначаен дел од работите заклучивме дека владата треба да ги разгледа аргументациите кои што беа понудени во наративот и образложението од страна на Алијанса и Алтернатива, како што и тие треба да ги разгледат аргументациите кои што беа понудени од страна на соодветните министри. Договоривме за една недела и ако може порано од една недела, веднаш да се вратиме на основа на тие аргументации, заради тоа што треба навистина и служби да застанат, да ги разгледат и да пронедат трајно решение, како и кај нив во пратеничката група да ги разгледат самите детали, за да можат на крајот сите да осогласиме решение. Се согласивме дека таа бројка, иако е евидентирана 1500, имаме во матична евиденција некои 800, 850 луѓе, е различна. При тоа разграничивме граѓани кои што имат извод од матична книга на евиденција, односно се родени тука, е една проблематика. Граѓани кои што се стекнуваат со државјанство со природување, односно, не знам, женење, мажење во државата, се друга проблематика и како да настапиме. Така да јас верувам дека во следните неколку дена интензивно ќе работат службите, пред се јавната администрација и извршната власт, која што денеска беше овде представена, за да ги разгледа и разбере сите овие предлози кои што ги дадоа двете опозициони партии, Алијанса на албанците и Алтернатива, но исто така очекувам да ги согледат сите аргументации кои што беа дадени од соодветните министри во делокругот на оние предлози кои што беа дадени од страна на државата. Така од страна на извршната власт. Така на тој начин ќе потврдиме сите дека сме за трајно решавање за оние наши граѓани кои што нема државјанство да добијат државјанство, а при тоа да биде согласно европските конвенции за државјанство, согласно меѓународната регулатива за државјанство и согласно сето она што представува одржливост на решенијата за државјанство. Така да извадивме и примери, постоеле 2004 година, во кои што се решени, не знам, многу повеќе илјади граѓани од сега што имаме проблематика и тоа искуство ќе го искористиме се со конечна цел да имаме трајно одржливи решенија.